Колега Мартин, вашиот одговор повеќе наликуваше на пресконференција отколку на дискусија по точката на дневен ред. За предлогов да биде, како што рековте, нова додадена вредност, основен предуслов е владата да има вредност. Колкава е вредноста на владата? Огромна нула. И не само нула, дефицит. Наместо да напаѓате некоја претходна влада, која треба да ви биде пример за тоа како се работи, добро ќе беше да се држите до темата и да ни кажете што конкретно планира да направи кандидатот за министер што го предлагате. До душа и едно нешто да направи, ќе биде многу повеќе од досегашното ништо. Очигледно, колега Мартин, само вие не гледате дека државата и граѓаните ни се тажни до очај. Свесни ли сте дека приватниот сектор буквално ни го храни буџетот, за кој се испостави дека го испокрадовте, се прашува дали денес или утре да стави клуч на врата и како да им ја соопшти на вработените болната вистина дека се испуштени заради високите сметки од животот што го донесовте. Ја влечете Македонија во банкрот. Македонија ја очекува рецесија и Светска банка го потврдува тоа. Секоја година со вашата власт долгот ни станува поголем од растот за над 100 милиони евра. Имаме највисока инфлација досега, најнизок раст на БДП. Бездна, банкрот и иселување. Тоа е вашиот план за живот. За 5 години владење го зголемивте јавниот долг за над 2,5 милиарди евра, секоја година не задолжувате со над 500 милиони евра. Здравството тоне, образованието ни е руинирано, нема инфраструктура, затоа што вашиот фокус е само подкусурувањето со македонските национални интереси. Слушнавме план за развој на општините. Од бесплатно здравство добивме само клиники без грејење. Од квалитетно образование добивме само скапо платени скрипти, нема на ниедна ранг листа. Од бесплатен јавен превоз нема превоз воопшто. Така стана бесплатен. Граѓаните имаат повеќе трошоци, а помали плати. Како ќе ги задржите младите? Без план, визија и стратегија за иднината. Македонскиот народ може да се заштити само преку чесна работа и посветеност, а чесни и посветени луѓе во вашите редови не останаа. Европската комисија сведочи дека владата го преспала и извештајот од 2020 и извештајот од 2021 година. Народот очекува план и програма, а на вас, колега Мартин, очигледно планот ви е само да ве има на сите програми. Ви благодарам.